Дали ново настанатата ситуација со вадењето на лични документи, лични карти, пасоши и возачки дозволи кои создаде гужви пред шалтерите на МВР, отвара простор граѓаните да ја тужат државата. Струшкиот адвокат Глигорија Ќатовски вели да. Тој до Уставниот суд поднесе иницијатива, односно барање за заштита на слободата и правата на граѓаните. Поради хаосот кој настана со издавањето на документите на македонските граѓани, вели сега им се ускратува уставно загарантираното право за слободно движење низ државата и надвор од неја. Ова представува една од можностите сите оние граѓани кои што се чувствуваат загрозени во своето право на слободно движење во државата и надвор од неја, поради тоа што по влегување во сила на Преспанскиот договор им биле издадени документи со старото име, да може на некој начин да добијат соодветен надомест на штета. Ова ќе биде основа за потоа да може да се поднесе соодветна постапка за надомест на штета пред судовите во државата. Ќатовски при поднесувањето на иницијативата тргнува од проблемите со кои и тој лично се соочил. Јас лично како граѓанин сум поднел барање за издавање на пасош една година од влегување на сила на Преспанскиот договор, повеќе од 2 години од влегување на сила сум побарал издавање на лична карта, што ми биле согласно закон издадени, но издадени се со старото име. Министерството за внатрешни работи знаело, а и да не знаело, требало да знае дека согласно врските превземени со Преспанскиот договор, ваквите документи, почнувајќи од 12 февруари 2019 година, требало да ги издава со новото име на државата. Дополнителна причина да преземе ваков чекор, вели, е и проблемот кој настана со возачките дозволи и сообраќајните книжки. Самата држава, односно Министерството, ме доведе во ситуација значително да ми биде ограничена слободата на движење во државата и надвор од државата, со што сметам дека значително е загрозено и уставно загарантираното право на слободно движење во државата и надвор од неја. И со тоа сметам дека државата ме поставила во една пониска положба, односно во дискриминирачка положба према граѓаните кои што извадиле документи во втората половина од 2021 година, кога Министерството за прв пат започнало да ги издава овие документи со новото име. За добивање на нов пасош граѓаните чекаат и по 1 месец. Иако се фотографираат редовно, образци за нови пасоши нема се уште доволно. Вчера владата донесе одлука со која што се овозможува бесплатна замена на важечките возачки и сообраќајни дозволи за граѓаните. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација пак смета дека со ова се прави нееднаков третман кон граѓаните кои промениле важечки документи со новото име на државата и за истите платиле. Владата го заложи Министерството за надворешни работи да преземе активности со кои што ќе се овозможи издавање без надомест на патните листови за сите државјани кои живеат надвор од државата и имаат потреба да се вратат за да извадат патни исправи. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.